тоа со браќа и сестри, време да го почнеме дел од богослужението и викам да станеме на велика молитва и ќе прекинеме. Што стигне? Дојдете да му запееме на Господа, да му воскликнуваме на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред Неговото лице со благодарности, да му воскликнеме со песна, зашто величествен е Господ, нашиот Бог, велик цар на сите богови. Сите заедно да запееме во еден глас нашата химна. Помолецме се Бог. Вечни и правени створителju наш, нека и славен и хвалено само Твое име свето. Хвала Ти, драги небески Оче, за još jednu predivnu subotu u našem životu. Oče nebeski, hvala Ti za ovaj skup mladih ljudi koji žele Tvoje sveto ime da uzdignu i da proslave. Dragi nebeski Oče, blagoslovi svaku osobu, svakog brata i sestru koji ovoga časa u ovom molitvenom domu stoji pred Tvoje sveto uzvišeno ime. Oče nebeski, vode nas na ovom svetom bogosluženju i daj nam svoj mir i svoj blagoslov. I neka se zaista na dostojan način Tvoje sveto ime proslavi. Tebi slava i čast na svakom Tvom dobru u Hristovo ime. Amin. Amin. Добродојдовте, браќи и сестри. Ова е особена сабота. Секоја сабота е свој благослов, меѓутоа ова е особена. Од две причини. Едната е затоа што е символ на вода и рака, која што се одбиваше во текот на овие денови, а другата е заради самиот чин на крштевање, затоа што две души ќе го предадат својот живот на Бога и ќе го сторат Исус не само дел од нивниот живот, туку и свој живот. Му благодариме на Бога за секоја можност која што ни ја дава вака да го славиме и верувате дека
Вистинско задоволство е за секого од нас за ова заедништво кое што го имаме. И во оваа прилика би сакал да ги поздравам сите кои што учествуваат во проектот Подај рака и навистина верувам дека Бог се виде, дека ги следеше секоја наша активност и неговата рака не крепеше и верувам дека и понатаму ќе ве крепи и во вашите животи. Исто така ги сакам да ги поздравам и останатите присутни кои што дојдоа на овој богослужение и исто така да ги поздравам и луѓето кои што не гледат преку интернет. И се надевам дека оваа сабота ќе ви биде огромен благослов како што ни е и нам. Како што брат Стојанче најави кажа дека оваа благословена седмица што имавме позади нас беше преблагословена затоа што тука сме од повеќе земји, тука сме од скоро цела Македонија, имаме гости од Бугарија, имаме гости од Србија. Нема многу да должиме, ќе ги повикам Деница, Константин, Саше и Весна да ни презентираат што се случуваше во изминатава недела. Божи благослов на сите от мен. Първо, за мен, за нашето семейство беше голяма чест и голяма радост да участваме в Подај рака, да бъдем тук в Кападарци с всички вас. Може да се каже, че през цялото време аз с моите деца бяхме в креативната работилница и на мен се пада честа да ви разкажа какво правихме. Заедно с няколко младежи, по принцип те се сменяха през различните дни, бяха различни, изработвахме едни книгоразделители, се наричат при нас. Изрязвахме стихове от Библията, различни, залепвахме ги на картончета. Успяхме много добре да се сработим, докато едни режеха, други лепяха, трети, които имаха дарбата да рисуват, украсяваха по тях и се получиха много добре, много хубави. Сложихме ги в 400 книги, озаглавени от днес почва утре. И в последния ден младежите ги раздадоха заедно с книжките, с покани за концерта, който ще бъде тази вечер, и с шишета вода, на които пише "Любовта е водата на живота". Моя съпруг е разпространявал книги и вода в петък и каза, че всичко е минало много добре и много бързо са се раздали книгите и водата и хората са ги приемали много радостно. Здравейте! Аз съм Константин от България. Искам да ви прочета едни стихове от Библията, които смятам, че намираме Подај рака. Те са във 2 Коринтияни, 8 глава, там пише за църквата в Македония. Известяваме ви, братя, за Божията благодат, дадена на църквите в Македония. При голямото страдание, което те изпитаха, тяхната изобилна радост и крайната им бедност преляха в богатството на тяхната щедрост, която видяхме тази седмица. Свидетелствам, че те по собствено желание дадоха дарения според силите си и дори свръх силите си, като настойчиво ни моляха да участват в това добро дело за подпомагане на служението на вярващите и не само онова, което очаквахме, но те дори себе си дадоха в услуга първо на Господа, а след и на нас по волята на Бога. Много ме зарадва да видя, че тази седмица много младежи видях, които отдадоха себе си в служба на Бога по най-различни начини. Било то за книги, за раздаване, за поканите за концерта, за помагане. Ние ходихме с нашата група, един от дните на Тони и Весна, където помагахме на сиромаси, на хора, които са бедни и имат най-различни нужди. Носихме шкафове, беше много забавно. Помогнахме на хората, видяхме, че има наистина хора, които се нуждаят от нашата помощ и че
не напразно Бог ни е призовал да направим това нещо. Смятам, че Бог използва подая ръка по най-добрия начин за своето дело. Може на вас, браки и сестри. Би сакал да почна со искуство, колку за мене книгата има значение во моето братување во адвентизмот. Знаете, еден стих во Амос 8:11 вели вака. Еве доаѓаат денови, говори Господ, кога ќе испартам глад на земјата, не глад за леп ни жет за вода, туку за слушање на зборовите на Господа. Јас верувам дека секој еден од нашите седи овде некогаш во животот е почувствувал таа глад и жет за зборовите на Господа. Во мојот случај се случи тоа, имам 22 години, ја почувствував таа глад и жет за зборовите на Господа, почнав да читам Библијата, меѓутоа знаете, живееме во свет кај што има многу шумови, многу доктрини, многу учења. И бев многу збунет, имав многу неодговорени прашања. И се молев на Бога, клекнув се, молев, плакав и ја барав вистината. Тоа за мене беше како живот и смрт, ја надам вистината беше нешто најважно во животот. И знаете ли што се случи? Живеев во Скопје тогаш, во центарот на градот, во еден изнемен стан и се стигнувам едно неделно утро да купам леп и некои други работи за јадење. Се стигнувам и на сандачињата во таа зграда оваа книга, не баш оваа, меѓутоа таа времето и знаците беше оставена на старите сандачиња. Јас гледам гледам, некој комшија си порачал книга. И знаете, кога читате, сакате само да дзирнете зашто станува збор, немате намера да земете. Ја гледам и читам напред писмо, драг читател. Гледам, па ова е за оној кој ќе ги се ја најде. Викам, добро, тоа може и за мене да биде. Ја гледам содржината и не можам да ви опишам сите оние дилеми кои што ги имав, каде е Бог кога не ви страдаат. Сите оние други дилеми дали Бог на вистина создал, еволуција, наспорт и креационизам и многу други работи, со кои што имав дилеми, ги гледам во содржината и не можам да верувам книгата како да падна од небото баш за мене. Таа сигурно не паднала од небото, или бар 99%, сигурно некој наш брат, не знам кој е тој брат, ја оставил таму со намера и се молел за оној кој што е жеден и гладен за зборовите Господови да ја најде таа книга. Не можам да ви кажам колку голема улога одигра наоѓањето на таа книга во мојот живот за да бидам денес помеѓу вас. Може би најголемото влијание од сите останати влијанија беше токму тоа што ја најдов таа книга на сандачињето. Зошто го беа ова? Затоа што сите овие книги кои ги поделивме и продадовме оваа недела, фала на Бога околу 70-тина, не е многу голем број, меѓутоа во однос на временските услови тоа беше најдоброто што може да се направи. Околу 400 поделени книги и околу стотици тратати поделени. Јас сум сигурен дека тоа ќе падне на плодна почва. Јас сум сигурен дека некои од тие книги, ако не сите, ќе дојдат до луѓе кои што се жедни и гладни за зборовите Господови и дека како во мојот случај што биле одговор што беа одговор на моите молитви, ќе бидат одговор на нивните молитви. Би сакал само да знаете дека секогаш кога делиме литература, кога зборуваме за Господа, затоа што додека бевме со штандови, додека колпортиравме вака со раци, имавме можност многу да сведочиме. Доаѓа луѓе кои што се ујадени, една жена на која што ќерката ѝ умрела скоро, па и сведочевме и охрабрувавме и опативме да дојде на богослужение. Една жена на која што синот ѝ умрел, двајца браќа кажа дека имале сведочење со неа, долго време зборувале и утешувале. Значи човек само треба да излезе од дома, само треба да земе со себе некој материјал и да излезе на улица. Нема шанси да немате некој искуство. Јас до сега сум колпортирал многу пати и ни еднаш не сум се вратила бескрвен. Дури напротив, ако одам со така малку тажен во духот, кога ќе се враќам, секој што бил среќен, секој што бил исполнет. Би сакал да прочитам уште нешто за крај. Еден стих од Исаија, 55 глава, 11 стих вели вака. И така, словото што излекува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што сака и ќе го изврши она заради кое го испратив. Секој од овие зборови што се испратени оваа седмица нема да се вратат без плод, туку Бог ќе направи да паднат на плодна почва, да паднат помеѓу луѓе кои што ги бараат, кои што се жедни и гладни за зборовите Господови. На Бога нека е слава. Амин. Амин. Љубезна се четврта година поред на Подая рака и ние сме воодушевени и сега година се повеќе и повеќе од сето тоа што се случува тука. Јас треба да менувам искам. Подая рака во самите припреми учествува околу 15 волонтери од Скопје,
помогна да се донесат тука се што е потребно за семејствата. Исто така, значи, ова е посвета втор ден социјално загрузени семејства. Да не ви ги раскажам по денови, во просек имавме околу 16 волонтери од ПДРАКа. Еднаш имавме до 25, како ги собра укумбете голата, тоа е мистерија што не да откриваме. Децата се воодушевени, го покажуваат Христа на дело, ние сме воодушевени од нивната ревност. Воодушевени сме и од тоа како не причекуваат луѓето на кои што им носиме помош, бидејќи верниците ги посетуваат веќе тие семејства со кои што ние сме били во контакт и сме им носиле помош. Минатата година имавме 40 семејства, оваа година, фала на Бога, имаме повеќе семејства. Ова е се како се носеше помош. Имавме можност со некои да се молиме, имавме можност со некои да разговараме да ги запознаеме подобро. Значи, тие остануваат на вас тука да продолжите да работите со нив. Вкупно мислам дека беа сега околу 65 семејства, лани беа 40, сега се околу 65 семејства посетени. Фала на Бога за сето ова, но сакам да кажам дека сето ова немаше да успее без 3 личности. Ги знаете сами, ама јас сакам да ги спомнам. Маја, Радица и Јасмина. Значи, ние сме воодушевени од нивната несебичност, пожртвуваност. 24/7 им беа надзор на децата, даваа се од себе за сите деца да бидат сите нивни потреби задоволени. Мислам дека освен нив три никој не беше разочаран што времето беше врнежливо. Сите беа воодушевени од се што се правеше. А кога би сакала да ја повикам Јасмина да ми се обрати. Благодарам на Весна. Јас мислам дека не е фер да стојам тука сама. Јас бих повикала и Радица и Маја и они да излезат. Затоа што, бидејќи јас излегувам, јас сум малку повеќе по зборувањето, сите мислат дека јас сум главен организатор на ПДРАКа. Тоа не е вистина. Значи, ние трите, подеднакво секој од нас работеше максимално, значи сите го дадовме максимумот, за да го имаме тоа што го имаме сега. Како што кажа Весна, за жал, времето ова година ни се погоди малку полошо. За прв пат на ПДРАКа до сега секогаш било сончево, дури до 40 степени и сите се жалеа дека е многу жешко. Па еве оваа година има можност да имат малку поладно време, значи желбите се исполнија. Верувајте, мене ми е навистина драго што еве овој дел од тука навамо се сето младите кои што учествуваа на ПДРАКа. Значи тоа не е мала бројка. Ние бевме околу 70, за викенд додавме и повеќе од 70, не знам за викенд колку сме. Вчера бевме 90. Така да тоа не е мала бројка, фала на Бога за сите овие млади кои што се тука, кои што имаа можност да се дружат меѓу себе, но и да го слават Бога. Јас сакам да искашам благодарност до сите кои што помогнаа на оваа ПДРАКа. Значи, ПДРАКа од еден човек не може да биде. Сите помагаат, посебно морам да кажам Маја и Радица, затоа што искрено се дадоа максимално и бидејќи сите сте исплашени дека ПДРАКа нема да има, јас ќе ви кажам дека мора да има, знаете зошто. Има една причина поради која што мора да има и следната година ПДРАКа. Ние на почетокот кога почнавме со ПДРАКа се соочивме со еден проблем. А тоа беше финансиски проблем. И мислехме дека на крај ПДРАКа нема да може да се одржат и ние немавме средства. Да ви кажам нешто, брајки и сестри, да знаете, кога се молиме и кога Бог благословува дупло тоа што ние се молиме. Значи, ние собравме не само за оваа ПДРАКа доволно средства, да има за сите потреби да бидат задоволени, туку собравме средства за да се одржи следна ПДРАКа на која што нема да имаме потреба да бараме спонзори. Така да... Што не значи дека не треба да донираме. Да, донацијата секогаш добре дојдена, значи за наредна ПДРАКа, за следна. Колку повеќе донирате, толку повеќе ПДРАКа названи ќе содржуваат. Така да не се грижате, јас заминувам, ова мене ми е последна ПДРАКа.
Може би ќе дојдем на гости, ама сепак оставам на помладите да продолжат во организацијата. Ќе се моли да се вратам. Добро, тоа може би. Јас сакам исто така голема благодарност да кажам, значи многу луѓе помогнаа, само одредени ќе спомнам кои што стварно се дава максимално, готвачките. Значи, замислете, гледате колку народ има тука. Замислете да има појадок, ручак и вечер за сите вие луѓе. Тоа е стварно голем напор и голема жртва. Јас ви благодарам на четирите, стварно ви благодарам што помогнавте. Морам да спомнам уште еден, морам да го спомнам и Ване. Ване не е техничка поддршка, Ване се погрижи и пред проектот да имаме многу работи кои што претходно ги имавме, веб страната, видеа и многу други работи кои што во позадина можеби никој не ги гледа толку. Ване се погрижи да ние секој ден имаме во живо пренос на Подерака, до сега не снимаме, ова беше за прв пат. Ване, благодарам многу и до тебе. Спонзори имавме многу, не можам да ги набројувам, спонзори имавме од градот, спонзори имавме од верниците, спонзори имавме од Мисија Унија, значи имаше многу, за да се соберете и за ова и за следната година. Благодарам на сите. Благодарам до гостите од Бугарија, кои што дојде да ни помогнат за да имаме музика, за да имаме можност да имаме еден убав концерт во вечерва, вечер во 8 часот, значи заедно со Сузе и групата која што се спремат за пеење и ви благодарам затоа што одвоите време многу претходно да се спремите и вас дечки фала многу што дојдете. Мерси. До транспортери, дистрибутери, набавувачи, тие што помагаат нели да се разнесуваат младите навечер, затоа што младите се дружат, но имаше задолжени кои што беа да ги однесат до нивните домови. Фала ви на сите. Но пред се благодарност до Бога, затоа што еве имаме можност да имаме еден ваков проект. Нека слава на Бога. Амин. Еве говорник пред Сизино. Знаете, затоа јас се кажам од Подерака, годините си го прават своето. Исто благодарност многу за тоа да не го гледам Божитар е нашиот говорник, кој што се потруди да младите имаат убава духовна храна на овој проект. Младите се презадоволни, кажа дека има навистина убави теми на овој семинар. Божитар, благодарно што одвои твоето време, јас знам дека имаш многу обврски, беше голема жртва да дојдеш тука, па се надам се гледам и некоја следна година. Амин. Благодариме на Бога за сите искуства. Има една песна која што се вика It is well with my soul. Значи, и покрај тоа што времето беше тако како што беше во текот на неделата, сепак нашето расположение не беше во ниедна мера, ниедно ниво подоле. Секогаш беше на ниво и како и на секоја Подерака, значи со ист ентузијазам се правеа сите активности. А сега ги повикувам братот Андреј и сестрата Бојана да го соберат до коментар. Како? Како? Да, ама да ми имам шеш друго. Ќе почекам, Држу само чоу дуцни вато. Некој не одржи песна, че имало прави. А оте не ме Како? врдиш ги. Така е тука.
максимално и целосно да му се посветиме на Бога. Тоа е таа прекрасна Агапе вечер. Беше прекрасно и преубаво, затоа што имавме посебна заедница со Бога, а исто така и меѓу нас што бевме присутните. Морам да кажам дека стварно беше преубаво со тоа што може да видите дел од тоа како беше и како беше украсено. Самата атмосфера си го направи своето. Имавме преубава проповед и беше стварно прекрасно. Јасмина веќе кажа за гостите од Бугарија, голема благодарност за нив, но додека не ги чуете, не можете да се уверите дека прекрасно звучат кога пеат и кога свират. За таа цел ги повикувам да послужат со своите гласови. decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Questo prendere, che cosa prendere, ne stesseva nas, questo prendere,
читаме од 55 псалм, 22 стих. Доверувај на Господа секоја твоја грижа и тој ти реши. Сигурно сте слушнале како некој вели. Си има тој многу терет од минатото. Или пак, немој да се дружиш со неа, си носи таа многу терет. Но, да размислиме малце. Па да си има терет, тој терет ние го добиваме од другите луѓе. Така? Ние тој терет сме почнале да го собираме на своите плеќи уште од како сме биле мали деца, уште од како сме биле многу мали. Како си? Еј! Или треба нешто ја ти да збориме? Што? Па, знаеш дека сакавме една кукичка да градиме? На дрво? Да. Па ти не може да правиш на нас. Зошто? Па зборевме со другите и докато се договоривме дека си многу дебела. Ама јас не сум дебела. Дебела си? Не сум дебела. Дебела си? Не сум дебела. Дебела си? Дебела си. Не сум. Мама ми рече дека имам големи коски. Динозаврите имаат големи коски, ти си само дебела. Јас не сум дебела. Дебела си. Не сум дебела. Си. Не сум. Си. Мама ми рече дека сум се надула, ма. Балоните се надуени, ти си дебела. Јас не сум дебела. Дебела си. Не сум дебела. Си. Не сум. Мама ми рече дека сум поинаква од другите. Мама ми рече дека сум поинаква од другите. Дебела си и ќе си одам, ја чао. Јас не сум дебела. Дрвата и камењата можат да ми ги скршат коските, ама зборовите не можат да ми направат ништо. Најголемата лага која што им се кажува на децата. Знаете што? Зборовите многу знаат да повредат. И кога ние тие зборови ќе ги ставиме на себе, она што се случува е да ние на самите себе си ставаме само повеќе терет. Исто така, како што старееме, ние треба да најдеме собствената вредност не врз основа на што другите луѓе ни го прават или другите луѓе ни го зборат, туку врз основа на нашата заедница со Бога. Како што стануваме постари и поминуваме повеќе низ животот, често пати знаеме да дојдеме и да добиеме терет од луѓето кои што ни се многу мили и многу драги, а тоа знаат да бидат и нашите најдобри пријатели или пријателки. Знам, Марко. Веќе зборуваме 3 часа. Изгледа како да зборуваме 3 минути. Знам. Случај на толку силна хемија ми го нашто... Да, си мојата судбина. Да, дојде. Сега морам да искачам. Чао. Сања, што има? Ништо посебно. Кажи ми, со кого разговараше? Со татко ми. Татко ти е твојата судбина? Да, тој ме родил, ме одгледа, тој е мојата судбина. Да слушнам кој да го слушна Марко па за тоа. Така се вика. Името на татко ти е Дарко. Тоа му е второто име. Татко ти се вика Марко Дарко. Да? Што е тука чудно? Значи тој уште од градин кој бил задева. Сакам да му се јавам, да го упрекнам да не се грижи, да му кажам колку го сакам. Добро. Кажи ми, разговараше со мојот Марко? Па да, зборува. И види, тој не може да биде твој. И така не може да биде. Помеѓу нас се случај на хемија и ние се засакавме. Не, ти требаше да му ставиш на него за мене. Јас му се јавив, тоа го направив, мораш да ми веруваш. Ти требаше да бидеш мојата најдобра пријателка.
Јас сум твојата најдобра пријателка. Види, не дозволувај еден тешко да застане меѓу нас. Јас, ти го направи тоа. Ти знаеш дека јас него го засакам како што бевме го градим. Ти требаше да му ставиш на него за мене. Јас му се јавам. Види, ние сме најдобри другарки. И уште од мали се дружиме уште од градинка. Како си кажавме, ние сме најдобри другарки уште од градинка за секогаш. Така? Да, но тоа за секогаш што туку стана многу пократко. Кого не го прави ова? Јас? Не, ти го направи ова. Ти требаше да му се јавиш на него. Ете ги, нашите најдобри пријатели. Се обидуваат да поминат низ животот исто како што се обидуваме и ние, но патем знаат да направат нека грев, нека погрешка, да ни изгрешат. И на нас е дали ние сакаме на нив да му простиме, или пак повеќе терет на грбот. Исто така па да размислиме малце. Па нас не ни треба некој друг за да се ставиме терет на грбот. Доволно сме самите себе си. Толку сме совршено талентирани. Колку пати сте помислиле? Леле бе, види бе колку се популарни, зошто јас не можам да бидам како нив? Или види бе колку се талентирани. А јас една обична библитичка. Во моментот кога си го кажеме тоа, ете, повеќе терет на грбот. Исто така, си викаме, леле бе колку им е убав животот, а ја, види бе, една мизерија. И во истиот момент, опа, уште поише терет. И знаете што станува маце неудобно. Наша природна тенденција ние да сакаме да го отфрлиме овој терет. Арно, ама, оно што се случува само се ставаме повеќе. Честопати теретот може да ни дојдат луѓето кои што многу не сакаат и не сакаат да не повредат, но тие не се свесни дека нивните зборови сечат како нож. Како здраво? Еј, тато! Кажи ми, што се случи таму? Топката ми се лизна, ми сметаше светлото во очи. Аха, ти сметало светлото во очите. Да, Дали знаеш дека таа твоја грешка предизвика да го изгубиме ние преварата? знам. Па ништо не помня тоа што знаеш. Него, колку пати станував пред работа во 5 часот наутро со цел да ја вежбаме таа твоја серва. А ти ме избрука. Се она што го вежбавме, што го учевме, ти не го направи. А таму во публика се наоѓаат тренери, професори од факултети кои што за миг го видеа твојот талент. Али сега више касно. Ама тато, што очекуваш од мене? Топката ти се ризнала, така? Да, ама тато... Нема тато. Јас сум изненаден. Јас сум разочаран. Тренеру, извини. Мала трапавост. Малечка, ќе порасне. Ќе учиме, ќе вежбаме заедно. Али, во секој случај, фала ви за вашето време. Доволно можевте во неја. Ќе биде подобро, се надеваме. Еден ден. Да не плачеш? Не. Подобро би ти било. Собери си ги своите алишта, јас те чекам во кола. Ама тато... Нема ама. Јас сум премногу разочаран во тебе. Се вложив што имав, а ти како враќаш, тоа многу ме заболи. Извини, собери ги своите алишта и да не се букаме другуѓе од тука. Те чекам во кола. Пријете ги нашите родители. Знаете што па и тие си имаат свој собствен терет. А тогаш кога се обидуваме нашиот терет и му дадеме на другите луѓе, она што едноставно се случува е да ние се собираме повеќе терет. Ама она што ние треба навистина да го направиме е да најдеме собствената вредност во нашата заедница со Бога. Не она што другите луѓе не го прават на нас. Исто така, обидувајќи се да овој наш терет кој што ние го носиме на нашите плеќи, да им го дадеме на другите луѓе, тој нас ни се враќа само како еден бумеранг. Еј, дадо, може да те прашам нешто? Што правиш ти во мојата соба? Сакам да ти поставам едно прашање. Што е? Ке можеме и моите пријатели да не пренесеш за школа, пошто надвор времето е ладно и не сакам да го возам мојот очак. Што? Навистина ме прашуваш нешто тако. Да, не мислам дека ни бе тешка работа. Види, јас не ја добив својата собствена возачка дозвола, за да те превозувам тебе и твоите пријателки го битнички.
Ко прво, луѓето кога ќе те видат тебе мислат дека си голем лузер. Ако ме видат со мене, а знаат дека сме сестри, истото ќе го мислат и за мене. Така да не ми е воопшто гајле како ќе стигнеш до школата. Сакаш фати го автобуса, вози се со точак или ползи доле на 4 нозе, јас нема да те носам тебе и твоите пријателки и губитнички, окей? Зашто постојано мене ми си испраш? Ја не сум крива тато што си замина од дома. Како и да е. Не знаеш дека сум во права, така? Извини. Секогаш се извинуваш кога ќе се спротиставам, ќе си го возам сама точакот. Ама ти реков, жал ми е. Реков сама ќе си го возам точакот. И тогаш, во тој момент, ние навистина се ставаме повеќе терет на нашите плеќи. А знаете што? Еве го, пред мене, мојот најголем терет, мојот таен терет, мојот таен греб. Добре, имам се во контрола. Ма кога јас зезам? Кога јас во мојот живот сум имала нешто во контрола? Па видете ме, вие мислите дека јас ставам испраено? Тоа е државна равнотежа за да не паднам. И сами типно на зборовите исто што ги рекол, ќе ви дадам живот во изобилство. Па извинјам, ова мене не ми личи на некој изобилство. И потоа пак ми текнува на зборовите што ги вели Исус. Вели, дојдете при мене сите кои што сте уморни и обременети, и јас ќе ви дадам одмор. А тоа на што мене ми треба. Тоа на што јас на вистина го сакам. И тогаш му се обраќам на Бога и му велам. Боже, Боже, ти знаеш дека јас повеќе не можам да продолжам вака. Те молам, тргни го си од овој терет од мене. Боже, ти знаеш дека јас сум мизерна. Знаеш дека не можам да продолжам вака. Те молам, тргни го овој терет од мене. И она што тој навистина го прави, тој го зима вашиот терет од вас. Амин. Денеска сме овде, драги браќи и сестри, драги присутни, да присуствуваме на еден од најсвечените обреди, запишан во Светото писмо, во Библијата, а тоа е обредот на крштевање. Пред да нашите кандидати влезат во овој воден базен, би сакал да одговориме на неколку прашања што е библиско крштевање. Да видиме што Библијата зборува за тој свет чин. Ќе прочитам неколку стихови од Новиот Завет, каде што вели во Марко, Исус, одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Марко 16, 15, 16. Во Матеј 3, 15 вели, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда. Додека Лука запишал во Дела на апостолите во 8 глава, Филип, откако ја отвори својата уста, почна да му објаснува тоа писмо и да му благовести за Исуса. И одејќи така патем, тие стигна до една вода и етиопијанинот рече, еве вода, што ми пречи да се крстам? А Филип му рече, ако веруваш од се срце, можеш. Тој одговори и рече, верувам дека Исус Христос е Син Божи. И уште во 1 Петрова 3.21 пишува, образот на таа вода
крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога, добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исуса Христа. Почитувани, самиот чин на крштевање на верникот во вода е церемонијален чин во Новиот Завет. Иако Библијата, односно Новиот Завет, може да кажеме, не препорачува или не ги потикнува христијаните да имат некои церемонии или церемонијално служење во својот христијански живот. Освен во некои важни моменти, како што е обредот на крштевање, или обредот Вечера Господова, или обредот на понизноста. Имаме и обред на венчавање. Тоа се неколку обреди кај што Бог дозволува да ги имаме тие церемонии во смисол да истакнеме важноста на самиот чин, или на крштевање, или на обред Света Вечера. Крштевањето во вода, почитувани, не е само заповед, туку тоа е пракса на христијаните во Новиот Завет. И затоа за нас денеска има длабоко значење. Кога читаме Библијата, посебно Новиот Завет, ние ќе се сретнеме со самиот чин на крштевање кој води потекло од нашиот Спасител Исус Христос. Денеска со нас се две млади момчиња, Даниел и Гедеон, кои во својата младост одлучија да го следат Господа. Ја сега се сеќавам на моите години, јас во нивна возраст, таму некаде 74-75 сум сторил завет со Бога. Тоа се години кога човекот почнува да созрева, кога почнува да открива многу убави работи, а посебно кога се откриваат библиските настани, односно за животот и работата на Исуса Христа. Се што не е во склоп, почитувани со Божјата волја, а се одвива според човечките замисли, не добива благослов од Бога, туку негова осуда. Тогаш се прашуваме што е тоа крштевање. Зашто кога нас има повеќе облици на крштевање. Кој е вистинскиот облик? Што вели Светото писмо? Крштевањето на грчки јазик на кој пишува Новиот Завет значи дословно да се потопи или да се зарони. Со ова веднаш се отфрлуваат сите тие пракси на попраскување или на поливање на мали бебиња кога е во прашање на крштевањето. Бидејќи самиот израз вели дека самиот крштеник мора да биде потопен во вода, во вистинскиот смисол на зборот, како што и самиот Исус Христос од рацете на Јован Крстител бил потопен во реката Јордан. Еве го текстот. А Јован го одвраќаше велејќи јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли доаѓаш? Но Исус одговори и рече: остави го сега тоа, зашто нам престои да исполниме секоја правда. Тогаш Јован го остави. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Отеднаш, вели Библијата, му се отворија небесата и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: ово е мојот возлюбен син, кој по мојата волја. Овде може да приметиме, драги присутни, и да видиме дека Исус е наш пример. Не само во крштевањето, туку и во изјавата дека крштевањето е по волјата Божја. И секој кој прави друг облик на крштевање, дали со попраскување, дали со потопување на мали дечиња, нивните глави или нивните рачиња, нема Божја волја, нема одобрение од самиот Бог. Што значи тогаш крштевањето? Крштевањето е символ дека се поистоветуваме со смртта и воскресението на нашиот Господ Исус Христос. А тоа е уште потврда дека сме поверувале во Него. И затоа едно мало бебенце од неколку месеци не може да верува, нити може да донесува одлуки. И затоа Бог одобрува крштевање само на возрастни луѓе. Потопувањето во вода на крштевањето исто така символизира и крај, смрт на стариот, грешниот, безбожниот живот и почнување на еден нов живот. Библиското и самото религиозно крштевање немаат ништо заедничко. Значи, библиското и религиозното крштевање немаат ништо заедничко меѓу себе. И едното и другото се разликуваат како небото и земјата, би рекле. Може би понекогаш ние мислиме дека на некој друг начин може да прифатиме некој облик на крштевање. Може би вие, возрастните кои сте денеска овде во оваа сала, вашите родители тоа го направиле без ваше сознание и без ваше одобрение кога сте биле мали. Секако тоа не вреди и нема библиска основа. Но еве што вели пророкот Исаија.
Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што е небото повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоки од вашите патишта и моите мисли повисоко од вашите мисли. Ние може да правиме планови, браќи и сестри. Може да прифатиме традиции или обичаи, но тоа не се Божји мисли, тоа не е според Божјата волја. Нашите мисли треба да ги ускладиме со мислите на Господа, како што вели и самиот пророк Исаија. Во Дела на апостолите имаме еден одличен пример или извештај на крштевање на еден обратеник, незнабожец. И тоа човек од една странска земја, незнабожечка земја. Човек кој не бил под шаторот на еврејството и ги немал тие привилегии да биде Божи народ или Божи човек. Библијата вели дека негов учител, знаете кој бил? Филип. Филип кој му сведочел за Исуса Христа и тој радосно поверувал. И кога дошле до некоја вода, вели текстот во Дела на апостолите, тој посакал да биде крстен. А Филип вели, да, може, ако ти сакаш. А израз на неговата слободна волја била искажена кога тој рекол, да, сакам. И текстот вели, слегнале од колата и таму тој бил крстен. Филип, што ми пречи за да бидем крстен, тој му одговорил, ако веруваш од се срце, можеш. Верувам, одговорил тој, дека Исус Христос е Син Божи. Затоа не може но мало бебенце да биде крстено, да поверува, да искаже својата слободна волја. И затоа Исус одобрува. Библијата одобрува, почитувани, крштевање само на возрастни луѓе. И потоа вели Библијата, колата застанала, човекот излегол заедно со Филипа. Слегнале и тој бил крстен во најблиската река. Од овој извештај може да заклучиме, почитувани, дека за крштевањето е потребна возрастна личност, која самостално, без ничија присила или наговор може да биде крстена или крстен. Затоа попрскувањето на мали деца или попрскувањето на детот година, 2, 3 или 5 не е во склад или во склоп со Библијата. И затоа најприфатлив начин за нас денеска е токму примерот на Исуса Христа. А тоа е прво да веруваме, потоа да одлучиме и да се покаеме секако, и следниот чин е чин на крштевање, односно чекор. И да заклучиме на крајот. Новозаветниот чин на крштевање е вистинско стапување во сојуз со Бога. Сојуз кој е запечатен со крвта на Исуса Христа. Јас и Бог, јас и Исус Христос. Да се заклучи еден договор, потребни се две странки. Од едната страна е Бог, а од другата сум јас. Денеска со нас е Гедеон и Даниел. Тие ќе склучат сојуз со најдобриот пријател на човештвото, кој никогаш нема да изневери, кој секогаш ќе биде поред нив и поред нас, а тоа е Исуса Христа. И затоа нека му е вечна благодарност на Господа за овој чин што ни го оставил. Се радуваме денеска со нашите млади, да ги Господ благослови и да ги води во нивниот нов живот. Амин.
Let's say the rich like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Those grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Truth many dangers, toils and snares I have already come. This grace has brought me safe this fire, and grace will lead me home. Ки се молиме сега. Татко наш небесен, нашите срца се полни со благодарност за сите благослови што ни пример од Тебе до овој час, па и за оние благослови за кои не сме ни свесни, а што еднакво и приемаме Твоите раце. Но во овој миг посебно се радуваме и Ти благодариме за овие две млади души кои одлучија својот живот да го предадат во Твоите раце. Фала Ти, Господе, што со Твојата љубов ги придоби нивните срца и што им помогне со Духот Свети да ја донесат ова важна одлука во животот. Но сега, кога клечиме овде со нив пред Тебе, Те молиме да Духот Твој Свети се излие над нив, да кога јас и брат Томич ги крстиме со вода, Ти да ги крстиш со Духот Свети и да бидат под посебна заштита на Твоите свети ангели под Твое свето водство од овој миг. Нека нивното минато биде тамо погребано во тој воден гроб и нека станат наоружени со силата на Духот Твој Свети во еден нов победоносен живот со Тебе. Да Твоето големо име, кое е повикано на нив во овој миг, биде прославено преку нив. Те молиме, Господе, во името Христово. Амин. Амин. Може да стане. Гедеон. Денеска со нас е Гедеон, младо момче од Прилеп, сега студент. Го познавам уште од неговото рање. И мене ми е посебно задоволство и го благодарам на Господа што денеска можам да учествувам во самиот чин на неговото почитание. Наистина, гледавме како растеше во црквата Прилеп. Тука се неговите родители и тие се срекли што наистина денес Гедеон својот млад живот и го предаде во раците на Господа.
Затоа, драги браќа Гибреони, на признавање на твојата вера и крштавам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Само Бог знае небото колко е ова голема радост за мене. Во црквата која што уште од моето мало детство беше моја матична црква, имав таа радост да ги крстам сите мои три деца. Прво синот Раде, после ќерката Алесандра и еве сега и Даниел. Многу ме прашува овој денови дали не е премногу малку Даниел да се крсти. А тие не знаат дека ние повеќе од година дена го задржаваме да тоа не го направи. Едноставно сакавме добро да се утврди на науката на Библијата, да добро да ги запознае основните висти на Свето Писмо, добро да преиспита својата одлука, дека затоа што тоа не е една обична одлука во животот, дека тоа е најважната одлука во животот и најпосле со радост можеме да му дозволиме да го направи овој чин, да може да направи завет со Бога. И затоа, драги мои сине, а од овој ник и брате во Христа Даниел, на признание на твојата вера, те крштавам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Мои верни пријатели, искам да видя очите ви, ласкавите мили. Ангели, ангели, мои верни пријатели, искам да видя очите ви, ласкавите мили. Мили Исусе, винаги с мене бъди, твоите ангели святи, моje drugari sturi. Angeli, 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 moji verni prijatelji, искам да видя очите ви, ласкави тяжки мили. Angeli, 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 moji verni prijatelji, искам да видя очите ви, ласкави тяжки мили. Мои свидетели верни, любя ви аз от душа, щото се в себе си скрили Христовата доброта. Ангели, 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 мои верни приятели, искам да видя очите ви, ласкави тежки мили. Ангели, 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 мои верни приятели, искам да видя очите ви, ласкави тежки мили. Христови небесни, облачени около мен, с радост ме пазите вие, да бъда чист и блажен. Ангели, 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 мои верни приятели, искам да видя очите ви, ласкави тежки мили.
19-та година Подарака, последниот ден кога беше крштевањето, се сеќавате, овде една поголема група изрази желба да се крстат со библиско крштевање и тие. И за нив пасторот се молеше. И многу од нив меѓувремено и направија завет со Бога, а меѓу нив беше и мојот син Даниел, и денеска тоа го стори. Знам денеска дека требаше една поголема група да им се придружи новиот 5 млади момчиња, но ете од разни причини тие беа спречени денеска тоа да го направат. Јас сакам да искористам ова прилика да се молиме за нив, да се молиме за некои кои што разговарав меѓувремено, кои што исто така изразија желба, да Бог им помогне. Да сите пречки кои се на нивниот пат се отклонат, да Бог ги отклони сите пречки. И да многу скоро имаме повторно овде или на било кое друго место да ваква радост да може да направат завет со Бога. И затоа овој миг, кога сакам да се молиме, ако некој има желба напред овде да излезе, јас би го повикал, да повели овде, знам дека некои нема таква храброст, па ќе останат своето место, ама ако некој има желба, јас би го повикал напред овде да дојде, да се молиме, да Бог го охрабри, да што поскоро да го направи овој најважен чин во својот живот. Нали има некои за кои би сакале да се молиме за него? Се радувам да се охрабриме да дојдеме. Дали уште некој сака да им се придружи? Браќи и сестри, да ги наведиме нашите глави и да упатиме да молиме за овие драги души. Татко Небесен, колку ти благодариме за Гедеон и за Даниел исто така во нашите срца голема благодарност за овие млади луѓе што ги охрабри да дојдат овде направи. Но Господе, овој миг те молам не само за нив, него и за сите оние кои што можеби не се охрабрија, а имаат црста одлука во своето срце да наскоро и тие направат завет со Тебе, со библиско крштевање. Те молам, Господе, охрабри ги, оттргни ги сите пречки во нивниот живот што ги спречуваат. И дај да што поскоро се радуваме заедно со целото небо на нивното крштевање. И затоа те молиме, како што ќе го излиеш Духот Свети над овие млади момчиња се крстија, така изли го Духот Свети на овие млади души што стојат овде пред нас и сите кои што сме овде, кои што тоа сакаме. Изли го Твојот Дух и води не со Твојата силна божанска рака по Твојот пат и дај да искористиме секоја прилика да Твоето големо име се прослави во нашиот живот, а посебно во животот на овие млади луѓе те молиме. Те помолиме, Господе, во името Христово. Амин. Амин. Драги браќа и сестри, првиот дел на богослужението ќе го завршиме со песна број 46 од песнарките, односно песната посветна да ти е овој ден Боже, и потоа го повикувам брат Раде да ни се придружи во овој ден.
дека треба да го ставиме нашиот терет во Твои раце. Боже, фала Ти што се ги охрабри овие две млади особи кои што денес одлучило да дадат терет во Твои раце. Боже, Ти благослови ги, дај нови искуства со Тебе во нивните животи. Благослови ги сите оние кои што Те сакаат, Тебе Те бараат и цел овој проект и сите млади особи. Те молам, Боже, да никогаш никоја една особа не заборави колку многу Ти не сакаш, колку многу вложуваш во нас и колку се Твоите планови големи за нас. Молам, Боже, помогни да во нашиот живот одлучиме и донесеме денес таква одлука да соработуваме заедно со Тебе во изградба на нашите планови. Да се осведочиме дека Ти си Бог кој што за нас мисли добро и така повикани да би не спремени да повикуваме другите луѓе околу нас. Благослови сите особи кои се во оваа црква и помогни, Боже, да преку вакви проекти и многу други да расти и напредува делото во Македонија. Ова те молим во Христово име. Амин. Амин.